Ќе ми дозволите да кажам процедурата, затоа што почнуваме со 39-та седница и сакам да ја искористам можноста во овие 3 минути процедурално, согласно членот 88, да кажам во однос на 39-та седница на која што работиме денес. Имено, на денешнава седница, број 39, покрај многуте законски решенија, има неколку закони кои што се директно поврзани со ковид пандемијата. Така да, законот под реден предлог дневниот ред број 20, предлог законот за... Не сме дошли до предлогот дневен ред. Ве молам, Почитуван колега, ви кажувам, да го кажам, процедурата во што е прекршена, затоа што тоа го бара членот 88. Ве молам, дозволете До предлогот на дневен ред не сме дошли. Времето, ако може само. Ве молам, дозволете да го кажам ставот на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Дневен ред не спомнувајте, не сме дошли до дневен Во ред. ред. Значи, точката број 20, предлог законот за гаранција на Република Македонија за врските за финансиски договор со COVID-19, одговор на Северна Македонија и Развојната банка на Република Македонија АД Скопје. 21-та точка, предлог закон за изменување и дополнување на законот за финансиска подршка за намалување на последиците предизвикани од коронавирусот за откупот на грозија и винската индустрија по скратена постапка. Исто така, 29-та точка, само малку, предлог закон за изменување на законот за добивка, кој што е поврзан со зголемување на износот на прекршок за платено на лабораториски тестови за COVID-19, да бидат признати во расходот на дозволете ми да кажам, на расходот на даночните цели по јас зборувам, председателе, сега, слушайте ме што сакам да кажам. Па не може да кажете што сакате. Добро, и оваа точка е поврзана со точките кои што се во скратена постапка, така. Ма кажи до крај да слушаат граѓаните, да слушаат дека е во скратена постапка. Ама сега вие ме цензурирате ли? Не ве цензурирам, бидете прецизни зашто сам. Дайте ве молам да ја завршам мислата. Благодарам многу. Се надевам нема да ме прекинете до крај. Овие три закони се поврзани со ковид пандемијата и пратеничката група на ВМРО ДПМН е како за овие закони, така и до сите досегашни пакети на мерки се изјасни дека ќе даде подршка и максимално ќе ги подржи. Меѓутоа, вие продолжувате со вашето поставеност во собранието, односно овие законски решенија да ги сметнувате со други закони кои што немаат никаква поврзаност со ова, или пак закони од закони за прекршоци кои што немаат допир на тоа. Затоа ви замолил, во нареден период, вие сте менаџер на оваа институција, вие треба да организирате да функционира оваа институција, овие точки да ги ставате на посебни седници, макар били и со една, две, три точки. Како не би дозволиле овој театарот кој што сакате да го представите тука и да го представите како грешка на опозицијата, да биде точки на дневен ред, да бидат поддржани од опозицијата и истите овие законски решенија да бидат изгласани. Ке ве молам, ке ми дозволите уште една минута да завршам за да продолжиме дополнително. Дајте уште една минута. Дополнително, точката број 25, која што се однесува на Законот за здравствена заштита, значи е закон кој што во најавата од владата имаше максимална партиципација од 5000 евра, додека сега гледаме дека има нова состојба, односно референтните цени, и се разликува од првичната најава која што ја даде владата во однос на ова. Би сакал да ви кажам дека иако се работи за граѓаните, најавуваме наш предлог на закон за дополна на Законот за здравствена заштита, во кој што ќе имаме 4 цели, дозволете да ги кажам, знам дека го помина времето. Значи, да се изедначи плаќањето на јавното и приватното здравство во време на криза за пациентите од COVID-19. Вториот столб, пациентите што се подолго од 60 дена на листата за чекање за било каква здравствена услуга, да можат да се лекуваат во приватни здравствени установи по цени како по јавното здравство. Третиот столб, односно ПСР тестовите да бидат бесплатни и пациентите кои што се лекуваат од ковид, лековите и витаминската терапија да бидат по референтни цени, кои што ќе ги утврди фондот. И четвртиот столб, односно рефундирање на средствата на лица кои што се на лекување досега во приватните здравствени установи по одреден процент, односно по методологија кој што ќе ги направи
за здравство и владата. Најавувам дека овие законски решенија, иако не се доволни, овие мерки не се доволни, ние ќе останеме во салата и ќе бидат гласани. А ве замолувам во иднина менаџирањето на институцијата Собрание да ја направите на тој начин што точките поврзани со ковид пандемијата, било од кој сектор да доаѓаат, да ги ставате на посебна седница. Благодарам.